Шоуто може да почне. Во Македонија кампањата никогаш не завршува и партиите секој ден се во кампања, но сега е и официјално. Добре дојдовте во предизборни 5 минути. За разлика од сите досегашни избори, ова нема да бидат избори ВМРО против СДСМ, бидејќи таму им нема надпревар. Партијата на Заев и Филипче на овие избори нема на што да се надева, ако се знае во каков распад систем се. Ако освојат двајца градоначалници, на кој се, или во нивен речник на Дубаи се. Тие на овие избори нема да бројат колку градоначалници освоиле, бидејќи нема ништо да освојат, туку колку гласови изгубиле ВМРО ДПМН. Тоа е таа лузерска методологија и пропаганда. Овие избори се избори против дуи и расчистување на онаа екипа од мала речица, која да не е национализмот, УЧК, албанско знаме, летање орли, химна, рамковни вработувања, нема за што да зборува. Сте ги слушнале некогаш од дуи да зборуваат за економска програма, за проекти, за нови вработувања, автопати? Не. Нив тоа не ги интересира, ама за закани и радикализам први се. Не се излезени од филмот од 2001 година. Дваесет години се на власт. Те со ВМРО, те со СДСМ. Море и Мајски договор се потпиша. Демек партијата од македонците, што ќе освои најмногу мандати, секогаш да биде во коалиција со партијата на албанците, која ќе освои најмногу гласови. Божем, ние сме некаква федерација или поделени по кантони. И кога и таков договор го прекршија и наместо со ВМРО коалицираа со СДСМ, сега плачат дека морале да бидат на власт, инаку ќе ја правеле големата. Тие филмови завршија и веќе никој не ви се плаши, а и албанците веќе не се никаков фактор на Балканот. Ако не ви е јасно, не видете што му прават на Албин Курти. 5 месеци не може да направи влада, а нема и да направи. Затоа на Али Ахмети му е наерно да престане да се заканува и да ги навредува македонците. Демек ако не сме ги ставеле бугарите во устав, а со тоа и да мрднеме кон еју, едни ќе отишле кон Албанија, а други во Бугарија. Бугарите едвај чекаа ова да го слушнат. Вака Али, не се пали да не решат оние одгоре од Кале да те приберат во Хак, каде веќе се твоите другари од Косово, Хашим Тачи и Рамуш Харадинај, со кои правевте војна во Македонија и на Косово. Никој нема никаде да отиде, ни во Албанија, бидејќи таму не ве сакаат, уште помалку во Бугарија. Македонците овде се свои на своето, ама еве ти, можеш да излезеш од Заес и да тргнеш да ги побараш оној препарим од Лотарија и Артан Груби, кои се разбегаа од како се поднесоа кривични пријави за нив. Сигурно знаеш кај е Груби, па нели сте кумови, а кум ние дугме, нели Аца Антич, како што гласело твоето кодно име во поранешна Југославија, во оние разузнавачки кругови. Ништо поарен не е ни кандидатот за градоначалник на Чаир Бујар Османи, демек европското лице на Дуј. Тој европеец се кандидираше за прв човек на општина која е најхаотична во Европа, каде не се знае ниту ред, ниту поредок. Во тој Чаир, каков таков 20 години се градоначалници од неговата партија, ама Бујар, европеецот, на митинзи наместо за паркинг, нечистотија, нови улици, зборува за Христијан Мицковски, како против кандидат за прв човек на Чаир да е Мицковски, а не Изет Меджити. Отишол Бујар на Дижонска и на граѓаните им зборува за ковладење. Со кого бе Бујар ќе ковладееш во Чаир? Со Меджити, со кого до вчера бевте во иста екипа и од која излезе кога ве виде какви сте. Да не биде покус, се јави и неговиот коалициски партнер Венко Филипче. По долго чекање се појави и резолуцијата на Венко за така наречените црвени линии во преговорите. И СДСМ демек имале црвени линии, па на Бихачка повеќе се по бели линии. Прво, треба да си политички аматер и ептен да го имаш дадено од Дуќанот под Кирија. Оној де во Петрич, што заборави да го пријави пред локални избори да зборуваш на тема која е чувствителна за македонците. Резолуцијата на Венко е повеќе червена отколку црвена и како да е пишувана на бугарски ChatGPT, нели тоа сега е модерно. Венко сигурно им наредил на тие околу него да состават некој документ на 2-3 страни и им рекол: видете да има уставни измени, ЕУ, добрососедство. Венко, кој ти ја составувал резолуцијата да ти ги врати парите?